Денес во општина Делчево се забележуваат низ целиот град зелени кругови. Тие зелени кругови означуваат револтираност од целата заедница, од граѓаните на општина Делчево, да се престани со дивото депонирање на отпад на секаде низ градот. Се наоѓаме моментално, како што можат сите да видат, на градски стадион, позади е тениското игралиште. Една слика кажува многу повеќе од 1000 зборови. Се исчисте, значи имаше акции изминатите години, имавме кампања, успешно, имаше соработка од локална самоуправа, од самиот на градоначалник, од локалното комунално предпријатие, одлична соработка, се исчисте све и резултатот е повторно истиот, ако не и полош. Има многу револтирани граѓани и мора не само ние како активисти и сите останати граѓани и општината и комуналното предпријатие, сите заедно мора да ставиме крај на ова. Мора да се најде трајно решение и да престане ова лоша слика за нашата општина и за лоша слика за сите нас кои живееме во неа. Еве оваа кампања денес и во Делчево, бевте и во други градови. Накратко да сумираме до сега што се завршивте, што ќе следува во Делчево? Така, значи ги мапираме преку невладината организација Зелен институт сите оние жешки точки кои што се однесуваат на проблемите со животната средина. Иако голем дел од граѓаните воочуваат проблем не само кај животната средина, туку и аспект на старите архитектури кои што се во распад да се пренаменат за младите и дополнително, значи секаде каде што има мини депонии, да се покрене свеста на луѓето и да може да се реагира за луѓето исклучително да се вклучат самите преку застапување и поднесување барања до општините каде што локалните власти ќе покренат постапки за решавање на проблемите со животната средина или пренамена на старите архитектури. И рече и Дијана, а еве вие сигурно ќе потврдите, иако се реализирани повеќе акции, сепак ѓубрето се повторува. На што е резултат тоа? Да, резултатот веројатно станува збор за еден менталитет каде што генерално сите ние, значи не можеме да се исклучиме, сме имале ситуација каде сме одложиле ѓубре каде што нема потреба, и каде што не сме, така што во тој дел мислам дека ние сериозно мора да работиме на градење на свеста од мали нозе. Значи, ние мора да ги научиме нашите идни генерации како се селектира отпадот, каде се селектира отпадот, каде се одлага ѓубрето, нешто што навистина е проблем, а како решение можеме да го постигнеме само преку новите генерации.